Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте назад во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Вегуваме во вечерните две дебати, како и секој понеделник, како и секој ден. Впрочем, кога ќе се сконцентрираме во овој случај на две важни прашања, а првиот гостин кој што вечерва сакам да го представам е доктор Александар Глитовски, кој што е експерт за македонското национално прашање, историчар и за годините на Втората светска војна, пред неа, по неа и така натаму, развојот на целото ова прашање и така натаму. Господин Глитовски, јас неодамно имав една колумна во која што спомнав дека Македонија со бегството на Груевски го доби вториот случај сличен на Ванчо Михајлов. Потоа ми се јавија пријатели од Бугарија, викаат, не бешете во бегството на Груевски, немаме ништо со тоа. Се јавија и други колеги. Љупчо Поповски имаше една одлична колумна пред некој ден во Независна вестник, што исто така прави една голема паралела, па дури со многу повеќе време му посветува на Ванчо Михајлов и неговите пребези и така натаму. Сето тоа се разбира се случува од 20-те години, негде до после Втората светска војна, кога дефинитивно тој ќе се паркира во Рим, а таму и ќе почине 90 година. Затоа решив да ве викнам, малку да поразговараме и на почетокот да ве прашам, има ли можност за таква паралела, бидејќи не верувам дека можноста за идеолошки паралели постои кај Груевски и кај Ванчо Михајлов, ако не грешам. Но има ли можност за ваква паралела да едно бегање на Груевски во Унгарија, кој што ќе се испостави дека е одработено од унгарците, дека не е тоа само дестинација која Груевски е одбрал затоа што Будимпешта му е симпатична, со улогата можеби на Австро-Унгарија негдека во тие години на почетоците, првите децении на минатиот век и македонското прашање и така натаму, конечно и самиот Ванчо Михајлов ќе има одредени односи не толку многу со Австро-Унгарија колку што да речеме со други некои држави за кои ќе поразговараме, но можна ли е таа паралела да се направи на тоа ниво? Значи, добро вечер најпрво. Мило ми е што сум во вашата емисија. Значи, тешко може да се направи паралела и такви компарации, други се времењата, други се односите. Меѓутоа, во секој случај, паралелата пак може да се најди во онај факт дека самото ВМРО ДПМН влечеше корени од 1893, некој континуитет до денешно време, и со оглед на тоа дека и Ванчо Михајлов е водач и раководител на ВМРО тогашно, и Груевски нова ВМРО ДПМН, тука може и некаква паралела да се направи во таа смисла на континуитет на организацијата. А инаку со паралела на условите на идеолошка тешко дека може да се направи, сосема други времења. Ванчо Михајлов е многу поголема приказка од така. Прво да ве прашам, дали е таа приказка абсолвирана во македонската историја? Секако е дека абсолвирана, истражена и од нашата и од бугарската историографија за ВМРО од 18 до 45-та, ајде, тоа е пишувано книги и книги. Постојат ли различни интерпретации на некој од дрва? Бидејќи тоа е еден од најбурните периоди во македонската историја, не само во смисла на стотици убиства кои што се случија во тие неколку децении низ целиот Балкан, но и не само на Балканот, низ цела Европа и така натаму, туку и во смисла на една шизматична струја во ВМРО ДПМН од незиното основање, во кое што барем неколку струи беа спротивставени една против друга и како резултат на влијание веројатно на странски сили, странски интереси и така натаму, кои донесоа до низа конфликти, конфронтации и така натаму. Матре во ВМРО некогашно, да, ВМРО никога таа била единствена организација со силни влијанија пред се на бугарската политика и на бугарскиот двор. Бугарските политички партии влијаеле и затоа се делеле на разни струи и оние меѓусебни убиства, меѓу другото, освен да ги тргнеме настрана комунистите и овие што се викаат македонски федералисти, она меѓусебна убиство во ВМРО што се случувало во крајот на 20-тите и почетокот на 30-тите години, тоа е пред се поделбата во самата бугарска политичка елита. Едната група, што се вика протегеровисти, имале поддршка од еден дел од бугарската политика, другата група, начело со Ванчо Михајлов, поддршка од она. И тоа беше таа поделба во интерес на бугарската политика. Тука е многу интересен период, може да се разговара. Ванчо Михајлов ја однесе победа, условно речено, во таа меѓусебна пресметка. Па, конечно, и Протоѓер го ликвидира 28 година. 28 е ликвидиран и после тоа има повеќе успех во тие меѓусебни убиства, многу повеќе протоѓеровисти настрадаја, отколку Ванчо Михајловисти.
Со тоа што со дозвола на Бугарија имаше и чекор понатаму. Ванчо Михајлов Пирискиот дел на Македонија го прави како посебна автономна единица, каде што бугарската држава толерира работи што скоро да нема власт на моменти, каде целата власт ја има ВМРО Михајловистичка. И таа е многу интересна ситуација, дури се форсира македонизам и тоа е многу убава поука како може со се да се прави за Македонија, во име на Македонија, во име на македонците, а на крајот да биде бугарска политика. Сакам да кажам, инфлацијата на употребата на терминот Македонија и македонци не значи автоматски барање македонски и бранење македонски интереси. Се до денеска предпоставувам. Па тоа е поука за денес. Ако не учи историјата, може и денес да не научи колку повеќе се зборува за Македонија, не значи дека се работи за Македонија. Обратно, може и против Македонија. Ванчо Михајлов во едно време беше и личен секретар на Тодор Александров. Па потоа постојат барем неколку верзии за убиството на Тодор Александров, во кој една од верзиите дека и е практично на Михајловистите нарачка. Разрешена ли е таа дилема во историјата, бидејќи мислам дека различни струи, различни експерти некакви толкувања различни даваат. Да, различни. Се уште не е дефинитивно затворено прашањето за убиството на Тодор Александров. Има многу повеќе верзии. Една е таа дека е по нарачка на софиските владеачки кругови преку Ванчо Михајлов и неговите луѓе спроведена таа работа. Мислам дека Кирил Прличев, еден од помладите наследници на некогашниот Прличев, Григори Кирил, напише една доста издржана монографија за убиството на Тодор Александров, каде што во крајна линија и тој најверојатно вели дека ова е организирано преку Софискиот двор и преку бугарската влада тогашна. За да Тодор Александров биде заменет потоа со Ванчо Михајлов и за да продолжи една... Тоа е поврзано со оној мајски манифест каде Тодор Александров влегува во соработка со Советскиот сојуз, знаете, тоа е комунистичка организација и влегување во тој двор никако не им одговараше на бугарските владеачки кругови и тоа е веројатно најголемата причина за ликвидацијата на Тодор Александров. Во историска смисла во тие години и така натаму, која е улогата на Австро-Унгарија? Има ли побележите улога, иако веројатно други големи сили тогашни, како што е Русија, како што... Унгарија веќе не постои после 18-та. Така е. Меѓутоа, да кажем, значи секако германскиот интерес, ајде ако го генерализираме, германскиот интерес до Турција веројатно кој се протега и до... Како тоа е преку Австро-Унгарија после германскиот интерес превзема, уште повеќе кога Хитлер доаѓа на власт и Михајлов веќе соработува на големо со Хитлер, со фашистичка Германија и со германските тајни служби. Атентатот во Марсеј има добри тврдења, особено Едуард Чалич се вика еден голем историчар Хрват, инаку живееше во Швајцарија, евреин, меѓу другото и во Аушвиц, мислам дека го преживеа Аушвиц и работеше после на тие теми, напише една многу издржана студија од 3 тома за атентатот во Марсеј, каде што доста аргументирано покажува југословенскиот крал Александар I заедно со францускиот министер за надворешни работи. Да, докажува како се замешани заеднички германските гестапо во случајот, германската служба за безбедност заедно со усташките и македонските ова. И тука е Унгарија во врска, веќе на почетокот да се вратиме на прашањето, таму е директната врска на ВМРО Михајловистичка со Унгарија, затоа што обучувањето на атентаторите за марсескиот атентат се врши во логорот Јан Капуста во Унгарија. И заедно оди со тогашните Хортиеви унгарски служби. Добро, познато е. Која е причината зашто Ванчо Михајлов на крајот стана, мислам тоа се познати историски факти, но уште еднаш да ги интерпретираме, стана неомилен на бугарскиот двор, за да мора потоа да бега во Турција прво, па во Полска, па во за да на крај заврши во Загреб, па од Загреб во Рим и така натаму. Кои се причините историски и контекстот историски? Значи, од почетокот 18-та година кога е формирана ВМРО, ВМРО е помошна служба на бугарските револуционистички кругови или предсевоените кругови во Бугарија кои не сакаја да се помират со поразо и кои сакаја да го држат бугарското национално прашање, како што тие го нарекуваат, отворено. И цела ВМРО, и Тодор Александров, и Михајлов како секретар беа во нивна служба. Меѓутоа, колку тоа на еден дел од бугарското општество им годеше и им одеше во прилог, имаше делови од бугарското општество, политички елити, што разбираа дека тоа им штети. Особено во односите со Франција и Англија, кои беа победници од Прва светска војна и таа политика на ревизионизам
не им одговараше едноставно. И тие кругови на крајот го заменаа. Тоа е во случајот воената лига Звено во 34 година кога го ја превзема власта, се обидува да се приближи кон Франција и Германија, кон Франција и Англија, и заради тоа ги забранува ВМРО и другите политички организации. Сепак, и тогаш мораме да кажеме дека Ванчо Михајлов уживаше поддршка од царо Борис и од царскиот двор, што беше блиску. Тоа се тие делби во бугарската политика. Но сепак под закана на некои кругови тој мора да напушти Македонија и да замине за Турција. Звенарите кои превзедоа, Кимон Ѓоргиев е начело, тој после знаете 45-та година стана и премиер на Бугарија во Отечествениот фронт. Тие се прозападни, да речем, ориентирани и мора да го тргнат од политичката сцена затоа што сметаше на Бугарија во незините односи и со Кралството Југославија тогаш, а и со Франција и Англија. И заради тоа е отстранен. Потоа Ванчо Михајлов бега за Турција, од Турција заминува за Полска, ако не се лажам, од Полска заминува... од Полска во Хрватска, 41 па од таму мислам дека Брисел малку, па во Италија. На крајот имате една средба со Хитлер и со Химлер. Каде што се договара 43 година веќе соработува на големо со германските служби. Со идеја да се направи од Македонија една puppet state, што се вика. Тоа е резервна варијанта. Ванчо Михајлов е резервна варијанта во германската стратегија на Балканот. Германската стратегија за време на Втора светска војна, на Хитлер зборуваме. Тоа е некоја резервна варијанта, прво како закана до царот Борис и бугарската политика, дека ако не стојат цврсто до Германија, дека може и да го ВМРО да го активират германците и да ги заменат во Македонија, да ја омзенат. А знаете, 41 царо Борис и бугарската политика влегоа на страната на Тројниот пакт заради тоа што им ја дадоа Македонија. Ванчо Михајлов беше заканата дека ќе им ја одземат Македонија и висеше цело време во Загреб на... Тој направи ли овдека некакви батальони под своја команда? Тоа е втората дел за помошна сила, бидејќи германците цело време имат опција да заменат овде силите германски за на источен фронт да можат да префрлат со се можно и неможно. Тоа и бугарската војска врши таа функција и Ванчо Михајлов во окупационите зони кај што се германски. Тоа е германска окупациона зона на Балканот, е средниот дел на Грција, Солунско, Воденско, тој дел кај што германците се директно окупатори и да повлечат војски од таму им требаше замена на воена сила, користеа приврзениците на ВМРО и на преку Ванчо Михајлов за да формираат така наречена охрана и да ослободат охрана. И ја формира охраната. И ја формира охраната, особено е силна во Воденско, негде се смета дека околу 5000 луѓе има некои многу цврсти фашисти таму, да речам, во таа охрана, што после тоа стигнаа до Австрија, повлекувајќи се со германската војска. Потоа во 44 година во септември Михајлов ќе дојде во Скопје на неколку дена со намера да прогласи независна македонска држава. Меѓутоа, откако ќе види каква е ситуацијата во Скопје во Македонија, тоа е веќе пред повлекувањето само на германците од Македонија. Мислам дека заедно со со германскиот конзулат ќе се повлече и ќе отиде од Македонија, но одбива да ја формира, да ја прогласи заправо. Да, затоа што беше многу доцна и затоа што немаше никакви шанси. Во германските извори од тој период и за таа случка велат дека нереално беше очекувањата дека може со тој дел од ВМРО било што да се направи, бидејќи се малобројни на самиот терен и дека заради тоа се безкористи воопшто, а камоли држава или да обезбедат некој простор. Кој е потоа животот на тие идеи после Втората светска војна? Ова Михајловистичка струја, да кажем. Добро, таа си имаше приврзаници и понатаму живееше кај дел, особено во Македонија. Диаспората предпоставувам? Во диаспората уште повеќе, ама имаше и што останаа тука на самиот терен Михајловисти кои действуваа за време на Втора светска војна и продолжија да живеат и да работат во Македонија. Тоа се оние групички што сега пробат да ги представат како жртви на комунизмот, не знам, борци за... Тоа беше реални формации кои што правеа проблеми? Не, нема формации. Тие се мали групички, едноставно нема ни некоја поддршка, ама сепак работеа илегално и тогашните служби УДБА и ОЗНА обично ги откриваја многу брзо, далеку од реална сила да можат нешто да направат. Сепак се многу тесни и мали кругови. Знаете, 44-та година е остварување на приказката македонска национална држава. И веќе тука многу е мал простор. Да, се издиша целата друга тука енергија. Веќе идеолошки немате простор да действувате на некоја приказка Михајловистичка и затоа беа мали и тесни групи. Добро, како гледате на обновување на тие приказки и со првата влада на Лјупчо Ѓоргиевски, но особено сега со
овој бран во изминатите 10 на 11 години од доаѓањето на Груевски на власт, кога на тој дел на националната историја се инвестира и средства, се отворија музеи. Мислам дека во Ново село, во Штипско, дури има и една спомен соба отворија негдека 2014, ако не се лажам, со Канчевска Милеска, токму посветена на револуционерните борци, но во суштина е за Ванчо Михајлов и така натаму. Кои се тие линии кои што се влечат до денеска во денешното ВМРО? Знаете, историјата е нешто што им треба на сите, им треба и на, ајде условно сега, иако се популистички сите, и на десничарските политички сили во Македонија, во случајот на ВМРО ДПМН од 90-тите години па до денес. И тоа е политичка опција која немаше своја историска приказна. Значи, влеговме во 90-тите години со некоја социјалистичка приказна за левицата, која ја направи државата и ја градеше 40-50 години, и целата традиција историска беше социјалистичка или левичарска. Едноставно, политичката десничарска елита немаше своја приказна. Значи, интерпретација своја на она што се случува. Секако и тоа е онај историски ревизионизам, и тоа не е специфично само за Македонија. Се случува во цела Источна Европа и во бивша Југославија со усташтвото, честнишвото и кај нас Ванчо Михајловизмо, рехабилитацијата, да речеме таа. И тоа се сфорсира во овие години. Едноставно, мене ме зачудува што се доведе во прашање на моменти чисто македонски национален идентитет. Затоа што македонците имале некој идентитет вака или така конституиран, што функционира. Мислите со оваа антиквизација што се наеднаш се доведува нешто што чисто функционира, се доведува во прашање. Нивниот политички комплекс на немање собствена историска приказна го префрлија на целиот македонски народ и направија страшен зијам. Затоа што чиста ситуација на национален план, тие го проблематизираа преку антиквизација, преку контитуитет влечење на ВМРО од 1893, каде што и чисти врховисти и бугараши или луѓе што со бугарско национално чувство се обидоа да ги сместат во македонскиот национален. Колку се силни тие тенденции во денешното ВМРО? Секако ги има, секако помлади и оваа партија која што е конечно партија на 21 век. Секако ги има, мислам дека национализмот во ВМРО, особено овој ревизионистички национализам, јас што го нарекувам, е многу силен и тоа се гледа по еден куп панихиди, споменици што ги наместија низ Скопје, не знам, чествување на настани личности. Се работи само за една романтичарско навраќање на тие идеи или се работи за сериозен обид за ревизија на Историјата е секогаш сериозна во употреба политичка. Тури кога е символична. Значи секогаш не знаете каде. Значи историјата си има своја функција. Јас ако ме прашувате мене, јас мислам на пример дека еве 27-ми она што се случи во Собрание не е случајно. Голем дел во таа подготовка за 27-ми има таа националистичка историска реторика. Мислите во идеолошка смисла дури? Секако, и во идеолошка смисла, и во поврзување на оние традиции со, не знам, со ќосето, со убиство, со колеја, ками, да се гини за татковината, се убиват предавниците, тие што албанска платформа, онакова. Тоа е подготовка на она што се случи. 27 април е само дена што се случи, се сеќавате. 2 години, 3 години претходно е нападен национализам, да не кажувам како историски архив со Филип Петровски промовираше како долгата рака на удба се сите СДС-овци денес, па не знам ти да се извинат, па не знам. Таа реторика го крева адреналино политички и го овозможува 27 на април. Меѓу другото, одговорноста не е само на тие луѓе што влегуваат и тепат. Одговорноста е на тие што поттикнуваат. Вие сте нешто помлад од мене, јас имам 54 години, ама се уште важите како една помлада генерација на историчари, претпоставувам водоста, нели и овие што се историчари наши из академии и така натаму. Помина една цела генерација на македонска младина, да кажеме, последната деценија, растена на тие митологии. Има ли објективни штети, има ли некаква конфузија во нивните глави токму околу овие теми што ги разговараме? Како не, има и во нивните глави, има и во главите на целата македонска јавност. Се снимаа безброј документарни емисии, се напишаа безброј книги, се објавија безброј зборници на оваа тема. Значи, ние сведочевме пред наши очи десеттина години една фашизација во главите на луѓето. Затоа што вие имате луѓе, не мора да носат кукасти крстови. Да. Ама ако велат дека, не знам, ќе убиват шиптари, ќе колат комуњари или не знам што, тоа е фашизација. Тоа е исклучивост до крајни граници, еден национален шовинизам и тоа е производство смислено
и од образовниот систем и преку Домашна е таа кој не или има мируди од страна? А секако веројатно има и мируди од страна, ама најмногу е домашна, мислам дека е најмногу жалбата на оваа политичка десничарска елита да направи своја историска приказна во која така се вклопи и ќе ги тргне овие комунистички приказни она. Се влегува ли подлабоко во ревизија на историските книги, да учебниците и така натаму? Треба ли нешто од тоа да се повторно да се разгледува и да се прегледува? Секако, јас мислам дека многу треба затоа што и учебниците и овие документарни емисии произведуваат исклучивост, и национална, и меѓунационална, и секаква. Па добро, МТВ и денеска ги прикажува, таму се уште раководните кадри се. И Канал 5 24/7. Убаво им доаѓа за полнење на време, претпоставам, без однос. Не знам што им доаѓа, ама тоа е чисто перење на мозок со историја. Добро, да ве прашам, каква ќе биде во оваа смисла која разговараме, да кажем, сепак бегството на Груевски? Мене ме интересираат и овие актуелни политички моменти. Ова бегство на Груевски ќе нанесе ли некаков удар врз овие идеолошки кругови кои што овие приказки ги заговараат, бидејќи сепак ним Груевски им беше некаква, како да кажем, лидерска фигура во која што иако Груевски никогаш не бил историски особено, да кажем, промовиран, ниту претендираше да се занимава со историја, но сепак представуваше некаква водечка фигура и на тие крила во партијата. Ако ништо друго, секако заштитник и финансиер на сите овие проекти што ги разговара. Секако. Добро, дел со смената на власта, мислам дека ниф им се скрајкват особено овие финансиски можности за презентација, иако се уште мислам дека медиумската доминација е на десницата страна. Може би малку, ама не сум поборник во политиката дека се персонални прашањата. Мислам дека државата и политиката и партиите функционираат на едно организационо ниво каде што може без секого да се изфункционира. Па и подолгорочно, веројатно, стратегиски. Па и подолгорочно секако. И мислам дека тоа се такви процеси внатре во ВМРО ДПМН, каде што овај дел со ревизионизмот на историјата и со таа приказка стално оптеретена со удба, со следење, со она, тоа ќе продолжи да функционира, особено ако македонската научна и општествена мисла не се позанимава сериозно со тоа да ги демистифицира. Затоа што овие прават мистификации мора да се демистифицира. Има ли потенцијал за таа демистификација? Кај левицата наша македонски па и во институциите. Тоа е политичко прашање. Левицата, институциите ќе веројатно имат, не е проблем, повеќе е политичко прашањето во смисла дека политиката треба и да isfinansira некои работи и да isforsira некои работи и во науката и во општеството. И мислам дека тука не е баш розова ситуацијата. Мислам дека македонската денешна левица условно нема многу осет за историја и за оваа приказка што им се случува. Не разбираат она како беше на Џорџ Орвел кој вели дека која контролира историјата го контролира и минатото. Доктор Глитовски, со други зборови, тоа што вие го велите е дека овој СДСМ нема баш голема свест околу овие историски прашања и не ја знае важноста и значењето нивно за дури за иднината, не само за минатото. Секако, историјата е старално прашање на сегашноста и на иднината. Никој не се занимава со историја заради минатото, да се разбериме. Сепак да ме прашам, еве и од перспектива на 30 години независна држава и така натаму. Во еден период и не беше лошо што се преотвори овие прашања. Претпоставувам сепак дека излегува и некои аспекти и приказни кои што во едно комунистичко време во социјализмот можеби беа дури забранети за дискусија. Гледате вие во тоа некаква излегува некои корисни, да кажем, на вистина освестувачки елементи од нашата историја за кои не сме биле свесни, не сме. Секако, историјата стално се пишува наново. Значи не постои историја како чиста историја, ова го вели Ниче, не е мое. Значи во смисла на математика. Историјата стално мора да биде во функција на нешто и ова што го прашувате е во функција на некоја катарза во историјата и пополнување на некои празнини. И стално ќе ги имаме тие празнини. Сега, после 20-30 години се забораја некои тогашни приказни. Сега делуваат тие како да се забранети и ова. Никој не ги ни спомнува едноставно. Ке дојдат времиња кога пак ќе се отворат тие и ќе станат актуелни. Во таа смисла, да, добро е што се отворија и добро и ќе се отварат и понатаму. Сепак, мора да се држи една линија во интерес на македонската нација и македонската држава.
Не ви се, мислам, со оглед на овие процеси кои што сега се отворени да преиспитуваме одредени историски настадни личности, периоди, така натаму и со Бугарија, и со Грција како некаква меѓудржавна активност. Не ли сте некогаш како историчар фрустриран, бидејќи на пример во разговорите со Бугарија, бугарите сепак имаат еден поинаков капацитет, архивите се таму, нивниот достап до московските архиви, а веројатно и до турските тефтери бил поголем отколку дури во бивша Југославија нашиот македонскиот достап и така натаму. Мислите дека можеме да бидеме рамноправна страна во тој диалог кој што следува, кој што предпоставува некакво преотворање на некои од наративите за кои и едната и другата страна мислат дека имаат проблем? Значи, на едно ниво, како да кажам, стручно и научно, тешко можем да им парираме на бугарите, со оглед дека имат 200 години држава, имат капацитети ова што видите. Па и воопшто поголеми се по значајна една заедница. Меѓутоа можеме слободно да им парираме во смисла дека договорот вели дека е на паритетна основа и дека колку што имат право тие да ни стават забелешки нас, толку имаме право и ние нив. Ако не прифаќат тие наши, не прифаќаме и ние нивни и тука им парираме на некој начин. Колку може да биде тој процес транспарентен или тој процес мора да подразбери и одредена, да кажем, дискреција, затоа што некои од тие теми ако протечат во јавноста може да предизвикаат политички, се разбира. Како што реков, историјата е политика пред се и особено во овој дел, добро е ако сака да има некаков резултат, тој да е понастрана од очите на јавноста, затоа што дури некој рече дека ако сакате да мените нешто во историјата, тргнете ги историчарите. Затоа што историчарите се вкопани во своите позиции, тешко оди таа размена на ублажување на тие различни историски нарации. И не е поентата, мислам, да се оди на нови нарации комплетно. Нити ние, нити тие нема да прифатат. Почнавме со Ванчо Михајлов Рете за да завршиме со него. Тој во 1990 година ќе умре во Рим. Меѓутоа ќе умре заборавен, па дури и неговата се до на едно последно интервју кој го имаше неколку месеци пред својата смрт за една телевизиска станица, се мислеше дека веќе не е ни жив. Човекот навистина на крајот во длабока старост до душе се изгуби од историскиот наратив, речиси незабележан. Остави за себе 3-4 книги, колку има Михајлов напишано, веројатно повеќе. 5 тома мемуари се со. Да, и низам, тоа сакам да кажем, мемуаристика која што и потоа објавуваше во Македонска трибуна, во разни диаспорични вестници и така натаму. Да очекуваме такво нешто и од Груевски, бидејќи не е заверувано дека Груевски наскоро ќе се враќа во Македонија. Не знам. Навистина не знам колку сака и колку може. Знам дека Ванчо Михајлов беше вистина доста незабележителен и безопасен додека беше во Рим. Има сведоштва од разни структури на некогашна удба дека знаеа точно што работи, дури некои сомневања дека и личната секретарка беше таа се уште жива, нели? Да. Се зборува дека и таа била на информатор. Можда не е вистина, можда е вистина, не знам. Сакам да речам беше контролирана цел тој процес со Ванчо Михајлов и не беше опасен. Занимливо што човекот почина 90-та година токму пред распадот на Југославија, инаку веројатно ќе искористеше новиот хаос кој што настана околу распадот на Југославија и повторно издигањето македонското прашање. Естар беше и немаше влијание. Мислам дека не можеше да се активира. Поопасни се бугарските државни структури. Фактички Иванчо Михајлов и цела ВМРО од 18 година е опасна заради поврзаноста со бугарските. Ја вооружува, ја финансира и си Добро, да предпоставиме дека тие на тој начин денеска не делуваат, но не престануваат да делуваат на таа идеја за која што мислам на тој начин во смисла на вооружување и така натаму. Не престануваат на таа линија се уште активностите кои доаѓаат од Бугарија се уште смета дека овде живеат македонски бугари, а не македонци. Па со бројот на пасоши кои што се издава и без пасоши, цела историска нарација се уште име таква дека овде се македонски бугари, само треба да ги освестат некако. Еве јас ти откривам една мала тајна на крајот на овој разговор со доктор Гитовски се договараме во една скора иднина да го отвориме егејското прашање на една дебата, бидејќи мојата генерација и јас лично верувам дека тоа и дел од нашите гледачи ќе се согласат, некако секогаш тие прашања околу егејците остануваа недоречени, недораскажани, една се разбира трагична историја околу сите тие случувања, а гледаме како ни се враќаат во актуелната политика со диспропорционално, да кажем, големо влијание од тоа што сме мислели дека го имаат. Така што доктор Гитовски да уште сега ве ангажирам за една дискусија која што во оваа студија ќе ја поведеме за некоја недела и околу
во тоа прашање. Тоа е нешто што вреди да се исто да се демитологизира затоа што има многу мистификации и митологизации за прашањето. Добро, почитувани гледачи, благодарам доктор Литовски. Јас овдека ќе го прекинеме разговорот со господинот Литовски.